Да се представиш да ни кажеш колку пати имаш дарувано крв? Денес ми беше 22 пат. 22 пат. Од кога даруваш? Колку години си? 26 од 19 години. Која е најчестата причина вака што даруваат? Еве ти лично конкретно. Па искрено да ви кажа, за пакетчето јас дарувам крв. Снимате колку пати имаш дадено? Да го прашаме. 20. 20. И како е? Добро. Што ти порачаме на младите или млади гледаме овде повеќе? Па да се осудат и да даруваат крв, пошто е здраво. Доктор Кеве, денес пак сте во Делчево, крводарителска акција. Како тече одбивањето на има ли заинтересирани доволно? Како сте задоволни од тоа како Општинската организација на Црвен крст минатата година стоеше во поглед на дарувањето на крв? Точно, денес сме повторно во просториите на Црвениот крст Делчево, каде што се одржува традиционална крводарителска акција на која што граѓаните несебично даваат свој придонес, даруваат крв. Тоа покажуваат и бројките од минатата година, планот е исполнет. Значи, граѓаните на Делчево биле хумани и ја оствариле својата цел, мислам, на полето на хуманоста. И можам да упатам и пофални зборови и покрај пандемијата со COVID-19, која што придонесе да ни се појават мали проблеми во однос на снабдувањето со крв. Сепак во Делчево граѓаните се уште со истото темпо, да кажам, се јавуваат на крводарителските акции. Меѓутоа би ја искористила и оваа прилика преку медиумите да ги известам сите оние крводарители кои што постои одреден сомнеж во однос на крводарувањето и пандемијата, дека можноста за да се заразат со вирус во текот на дарувањето е сведена на минимум, затоа што ние си следиме соодветни протоколи за заштита, така да оние кои што сакаат да даруваат слободно може да дојдат и да даруваат.